На Тетово не му се потребни повеќе згради, кои е нереално да се исполнат како стамбен капацитет уште десетици години. Тетово е удавен град затоа што е рекордер во светот по загаденост на амбиенталниот воздух. Секојдневно слушаме за нови болни и тоа не бира возраст повеќе. Вака веќе не може. Тетово вака ниту може да се развива, само може да се засили селувањето. Станува збор за површина која што е специфично поставена во градот. Се наоѓаме на позиција која што истовремено го допира градот, меѓутоа и на негова периферија, со што се создаваат услови за создавање на место за одмор и за рекреација. Ова е исто така локација која што е на влезот од Скопје во Тетово, на источната страна, и е речиси симетрично поставена на булеварот кој што води до градскиот плаштад. И тоа е совршена прилика за да се создаде и препознатлив урбанистички гест како источна зелена капија на градот. Имаме само 0,2 метри квадратни парковско зеленило по жител. Тоа окажува многу и неопходно е да ги искористиме преостанатите празни простори за да создадеме зелени површини, а овој потек е токму такво нешто, еден од последните кој што всушност представува некакво неизградено градско тkiво, за да ги создадеме тие зелени површини. Придобивките се прво здравствени пред се, значи тука апсурдно и тажно што живееме во градот под шара, а при тоа немаме чист воздух, немаме вода за пиење, така што и такако ни фали оној зелен предел кој што ќе го освежи градот, значи и визуелно и да имаме чист воздух секако. И сите други навики нели кои што би ги имале и би ги развиле кога би имале парк. За жал, планирањето и уредувањето на Тетово во минатите години поаѓа од интересите на инвеститорите, а заборава за потребите на граѓаните и заборава што е незначајно дека се планира простор и се уредува за граѓаните, затоа што тие живеат во него и тие го користат. Точно е дека идејата се однесува на поголем простор, меѓутоа пред се тоа е простор кој што традиционално се развива во таа рекреативна насока, каде што веќе постојат зелени површини, а друго, како што и претходно спомена, значи паркот не е само трева, цветиња и клупи. Овој парк, градски парк, како што го нарекуваат иницијаторите, вистински градски парк, ќе биде сериозен парковски простор кој што ќе понуди мноштво други компатибилни функции. Тоа што го бараме е да се утврди намена Д во рамки на генералниот урбанистички план, а потоа да се организира и архитектонско-урбанистички конкурс во кој што соодветно на решенијата кои што ќе пристигнат, ќе може и локалната власт да утврди како ќе се постави во однос на приватниот дел од имотот. Всушност тука имаме и постоечки градежен фонд, треба да се земе предвид и тој. Во нашиот град веќе е родена една нова генерација која што пред се си го сака градот и му мисли добро и тоа на дело сака да го покаже, и генерација која што ќе се вгради за овој град затоа што сака тука да остане да живее. Тоа што се договоривме, нашиот проект да ја носи жена борец, статуата како еден символ нели на тоа што бараме, сакаме да го добиеме, дека сме истрајни,